Почитувани гледачи, добра вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Трета порта, ваш интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме за повеќе теми кои се актуелни од изминатата недела, а дел од нив се поврзани, се разбира, со политичката криза, но и со уште еден настан кој е актуелен од изминатата недела, а тоа е повлекувањето на помошта што Европската Унија ја има за Македонија. Дел од таа помош се ИПА фондовите кои Европската Унија ги користи за изведување на проекти во Македонија, а кои се повлечени од страна на Европската комисија поради причини како што велат, поради неисполнување на низа реформски приоритети кои биле наменети за Македонија. Почнуваме со Слободанка Јовановска, долгогодишен новинар кој ги следи надворешните случувања и која сега пишува за тоа. Слободанка Јовановска вели едноставно: на Европската Унија и прекипе. Не може да се користат привилегиите, а да не се остваруваат реформите. На Европската Унија и прекипе од неспроведување на реформите во Македонија. Одлуката да запре дел од финансиската помош од ИПА фондовите е најексплицитна порака до властите во земјава дека не може до негледа да се користат привилегиите од соработката со Унијата, а да не се остваруваат врските, па и да се води антиевропска кампања во земјата. Иако Македонија досега реално трошеше само 1/3 од помошта, бидејќи толкафи беше капацитетот за менаџирање, штетата повеќекратно ќе ја почувствуваат граѓаните, зашто овие средства главно одеа во правец на градење на институциите во државата. Или, додека се трошеше за споменици, Унијата вложуваше во опремување на институциите, во реновирање на училишта, на полициски станаци, водоводи, патишта, екологија, во обука на административците и слични проекти поблиску до потребите на граѓаните. Голем удар ќе биде запирањето на работите на коридорот 8, а реално многу брзо може да биде запрено и финансирањето на коридорот 10, бидејќи за преостанатиот дел од помошта Брисел ќе расправа дополнително. Тоа го пишува Слободанка Јовановска. Продолжуваме со Facebook пост на Јани Макрадули, поранешен пратеник од на СДСМ, кој сега вели: во земја каде има санкции за ИПА фондови и 0 евра за инфраструктурни проекти, доаѓа Хајндел да не посети за европската перспектива. Власта пак ќе го пречека со закон за легализација на корупцијата во медиумите и со инсерти од емисијата на најефтиниот за да му каже демек со кого се има работа. На пауза од разговорите ќе не задолжа со уште 5-6 милиони евра. Опозицијата се надева мудро, молчи. Или има уште некој трик или ќе разговара за очекувањата од надпреварот Германија-Франција. А нас ќе ни остане пред СЈО во 19 за оние што доаѓаме на време да протестираме. За некако во меѓувреме се намножија многу работи. И тука под постот на Макрадули ќе видиме дел од реакциите, бидејќи се интересни и веднаш тука има полемика. Еве, Саша Ивановски, собственик на порталот Мактел, веднаш го прашува Макрадули: и ти се качуваш на возот СДСМ е крив за се и нема визија и програма? Макрадули вели: кај го викам тоа се молам. Па се сомневаш во опозицијата дека ќе преземела нешто, циничен си. Шириш меланхолија и незадоволство од СДСМ, нема потреба сега за тоа. Саша Ивановски кај го пишува тоа: аман од конспирации и заговори, аман, одговара Макрадули. Продолжуваме со истата тема. Професорот Темел Користевски исто така на Facebook пишува за тоа. Неговиот наслов на неговиот пост е едноставен: нема пари за арамиите. Фирерот и неговата болумента упорно тврдат дека за ваквата и други одлуки на Европската Унија со кои е одлучено да не се даваат пари на Македонија е крива опозицијата која наводно ја створила кризата. Опозицијата никогаш и никаде не створила општествена криза. Кризите ги ствараат владите со лошото владење и менаџирање со државите. Опозициите само ги користат кризите за борба против нивните креатори. Сериозните проблеми со менаџирањето на европските пари, поради кои дошло до слаби ефекти, сигурно не ги створила опозицијата. Таа не менаџирала со државниот паричник, туку арамиската власт.
Никој не дава пари на арамии. Арамиите треба да им го вратат украденото на ограбените. Ако тоа не сакаат да го направат со милост, ќе бидат натерани да го направат со сила. Ќе го натера судот во името на граѓаните на Република Македонија. Тоа го пишува професорот Темелко Ристевски. А уште една професорка има напишана колумна на оваа тема, овој пат се работи за професорката Калина Малеска, чија колумна е насловена "Неодговорност како принцип на владење". Реакцијата на ВМРО ДПМН во однос на кратењето на дел од ИПА фондовите крајно прецизно го доловува суштинскиот принцип на владење на оваа партија – неодговорноста. Кога партија на власт, а власт по дефиниција е најодговорна од сите политички фактори за случувањата во државата, ќе соопшти директно или индиректно дека не чувствува вина за скандал од толку големи размери во својата земја, тогаш е јасно дека димензиите на незината неодговорност се чудовишни и дека има изгубено целосна врска со реалноста. Она што при тоа го прави прво бегање од аргументите и второ префрлување на одговорноста на други политички и општествени фактори е ништо помалку од кукавичлук. При тоа зборот кукавичлук воопшто нема емотивен набој, туку е недвосмислен факт. Имено, прво владата буквално бега од сите аргументи што се презентираат. Например, додека со месеци од различни страни читаме барања владата да образложи според кои истражување е потребно отварање на нов државен универзитет Дамјан Груев, со сите наведени студиски програми, таа не се одважи да укаже на тоа дали воопшто се спроведени такви истражувања. Тоа е колумната посветена на неодговорноста. А Саша Ивановски сега предизвика внимание со уште еден пост на Facebook кој потоа е превземен од некои медиуми, а се однесува на една фотографија која излезе во медиумите и за која се тврди дека претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски шопингува во скапа продавница на аеродромот во Рим. Саша Ивановски вели: ЕУ ни стегна санкции, НАТО не стави на црна листа, а он се купува скапа облека. Еве таа фотографија. Човеци, 2000 денара за еден пар гаки. Долен веш, 1/4 плата во Дрексел Мајер. А јас се нервирам кога сметка у кафеана за цела фамилија, јадење ќе ни стигне до 1000-дарка, па се караме после у кола 1 саат и разглабаме кој што порачал. Ете го Саша Ивановски во неговиот карактеристичен стил. И ќе видиме уште една колумна во овој правец, во тој контекст. Таа е напишана од Емил Анастасов, а се нарекува едноставно Белорусија, љубов моја. Апелирам до владачката партија и до владата на Република Македонија, иако некои злобници велат дека тоа е едно те исто, веднаш да покренат процедура во Обединетите нации да се промени толку омразениот акроним ФИРОМ со нов, многу поубав, позвучен и поперспективен ФРПМ, идна руска провинција Македонија. Да, тоа ќе биде вистински погодок. Јас не знам навистина што и досега барахме во тие глупави води на некаква си Европска Унија и уште помалку НАТО. Ете, видовме дека Европската Унија се растори, иако сега британците дебело кобајаги се каат за Брекзитот, па ќе го замрзнеле и изгледа дека воопшто нема да излезат од Европската Унија, а НАТО, кој така безобразно демонстрира сила на границите на братската ни мајка Русија, што кај да е, ќе си го добие во најблиска иднина. Тоа е таа иронична, цинична колумна на Емил Анастасов. Почитувана емисијата ќе ја продолжиме со уште еден настан кој предизвика големо внимание на социјалните мрежи. Тоа е смртта на 4-годишното дете во Куманово, тоест неговото убиство од страна на еден осомничен во Куманово, кој е осомничен сега веќе и за тоа. Ова предизвика големи реакции, предизвика и протести во Куманово, бидејќи целата приказна доби етнички димензии, бидејќи убиеното момче е албанец, а убиецот е од друга националност. При тоа убиство предизвика и други реакции, дел од јавноста, дел од
новинарите и интелектуалците ги обвинија дел од медиумите дека не го пренеле тоа убиство на време, бидејќи било меѓуетничко, наводно сакало да се скрие. Има и контрааргументи, но има и сега пишувања за тоа како може едно вакво убиство да предизвика веднаш меѓуетнички тензии во Македонија. Одиме првен со еден напис на Плюс Инфо кој се однесува за видеото кој излезе од ово убиство, бидејќи за тоа имаше контроверзи, треба да се објави, не треба да се објави. Сега Плюс Инфо има свој став за тоа. Еве, Плюс Инфо ја објавува снимката, очигледно и вели: снимката на убиството на Алмир мора да ја разбуди нашата совест. Еве, тука се протестите што беа организирани. Ова е, тоест, погребот. Но колку е да е вознемирувачка, јавноста има право да ја види оваа стравична снимка од Куманова, која сведочи за едно навистина зверско убиство, на акт кој тешко може да се објасни, а камоли оправда. Има медиуми кои постапија поинаку. Некои снимката ја објавија во сензационалистички манир, други ја објавија па ја повлекоа, трети одлучија јавноста да ја поштедат од ова сведоштво за едно трагично безумие. Не спориме со ничија одлука, секој со своите аргументи, со нужна доза на внимателност, што го наметна еднодневното ембарго, нашата одлука е недвосмислена. Победи врвното начало на новинарската етика, јавноста има право да знае. Тоа го пишува Плюс Инфо. А во јавноста се појави и писмо на братот на осомничениот убиец, кој тврди дека тие немале намера да го убијат детето и да го нападнат неговото семејство, туку дека тоа го направиле во напад на паника бидејќи биле нападнати. Еве еден од насловите: братот на осомничениот за прегазување на Алмир: бевме нападнати, не тргнавме да газиме, туку бегавме. Тој тоа го напише на Facebook. Влеговме во кола, не дотрчаа 3-4 албанци, ни ја скршија шофершабната со боксачи. Веднаш повикавме полиција, ние побегнавме, но завршивме во слепа улица. Продолжија да не бркаат околу 20 албанци со ножеви, боксачи и слично. Брат ми да ги избегне удри во зид, за жал тука било дете. Ние не можевме да видиме ништо зашто ни е скршена шофершабната и бевме испаничени. Јас не знам каков човек напаѓа луѓе со цел да ги тепа, убие пред сопственото дете за банална расправија, поради ред во болница и сето и со тоа го доведува во опасност. Ете, тоа го пишува братот на осомничениот убиец. И ќе видиме уште еден текст на оваа тема, пишува Александар Манасиев во Дневник колумна. Насловот вели: смртта на Алмир ни ја смрзна, па ни ја зовре крвта. Сепак, нелогично е ваквите случаи, како по наш обичај да добиваат етничка димензија, да бидат повод за поделби за палење оган. Зарем гревот на осомничениот убиец ќе биде помал или поголем ако се наведе дека убиецот или жртвата е македонец, албанец, србен или турчин? Зарем смртта на 4-годишниот Алмир ќе добие смисла ако за гуша се фатат македонци и албанци, ако се предизвика меѓуетничка тепачка или не дај Боже уште пострашно злосторство подгреано од етнички оган? Национализмот лесно се пали седејќи дома и пишувајќи статуси на социјалните мрежи како Facebook и Twitter, но тешко се гасне на улица, а тоа во Македонија е многу добро познато. Тоа е таа колумна на Александар Манасиев. Емисијата сега ја продолжуваме со останатите теми, дел од нив се посветени на неизбежната политичка криза која се случува веќе долго време во Република Македонија. Тука се и протестите, ќе видиме повторно размислувања за нив има, треба да има или нема доволно. И почнуваме сега со професорот Јове Кикеновски кој напиша една прилично забележителна колумна, пред се поради насловот и споредбата која прави во колумната. Професорот Кикеновски пишува: во очекување на политичкиот тестамент на Груевски. И при тоа во колумната професорот го споредува тој замислен хипотетички тестамент на Груевски со тестаментот на Адолф Хитлер.
Би било реално очекувано во содржината на тестаментот тој да се осврне на неговата Mein Kampf. Очекувања се дека тој ќе настојува онака како што и досега го правеше да го убеди партиското членство и јавноста дека повеќе од деценија и по својот живот тој го посветил и бил жртва за државата и граѓаните. Ќе бидеме сведоци и читатели на веќе виденото признание како тој целата негова енергија и неговото здравје го потрошил за добробит за неговиот народ. Народот бил тој кој му давал сила да ги донесе сите негови најважни одлуки, иако никогаш за ништо не го консултирал. За обидите за трговија и промена на името на државата допрени до јавноста од објавените преслушувани разговори, нормално нема да стане збор. Бидејќи тие и понатаму ќе останат во сферата на сечено, лепено, монтирано и креирано. За практикуваната демагогија, манипулативноста, нечесната работа и криминалите, за огромната задолженост на државата, за сиромаштијата и дереџето до кое сме доведени ќе бидат обвинети странските служби, како и домашните неистомисленици. Тој е дел од таа колумна на професорот Кекеновски. А сега Слободан Најдовски, поранешен пратеник на СДСМ, сега со уште попровокативен наслов до неговите поранешни политички соперници, пишува: Каде сте ВМРО-вци чинја? ВМРО-вци чинја. Така може да се прочита овој наслов. И тука пишува за случајот со Битола, за сите случувања кои се случуваат таму градоначалникот Талевски е како што е познато во домашен притвор, и Најдовски вели: ме предизвикаа да размислам што всушност се случи или се случува со партијата која моментално е на власт, или од што се разочарани голем дел од членовите на ВМРО ДПМН кои најверојатно имаат партиски членски книшки од првите години. Разговорот на одборникот ме врати назад кон првите повеќе партиски избори. Се потсетив дека во првиот состав на собранието на општина Битола од 29 ВМРО-вски одборници имаше само еден или двајца со факултет и еден со виша школа. Освен еден актуелен член на Советот на општина Битола, денес никој од нив не е активен во политиката, но речи се сите останаа честни луѓе до ден денешен. Исто беше и со пратениците од првиот состав кои доаѓаат од Битола, а беа од сега владеачката партија. Се прашувам каде отидоа членовите на ВМРО ДПМН од почетокот на 90-тите кои беа со идеја за самостојност на Македонија, за конфедерација со останатите републики и кои, иако докрај не им беше јасно како тоа ќе функционира, сакаа демократија, повеќе партиски систем, плурализам, слобода на говор, расчистување со практиката дека само членовите на една партија се привилегирани во општеството. Тоа го пишува Најдовски во неговата колумна. И емисијата сега ќе ја продолжиме со колумни кои се однесуваат на протестите и на сето на друго што се случува во земјава. Меѓу другото, повторно почнуваат протестите за спас на градскиот трговски центар, бидејќи владата најави дека ќе продолжи со проектот за негово преоблекување во барокна фасада и заменување на неговиот лик. За сето ова сега пишува Бранко Тричковски, но кој сега реагира на една изјава на градоначалникот на центар Андреј Жарновски, кој кажал дека институционално треба да се спаси градскиот трговски центар, и сега Тричковски му праќа порака на Жарновски во негов манир. Институционална одбрана, пишува Тричковски. Силно ме возбуди идејата на Жарновски за институционална одбрана на градскиот трговски центар. Во тоа речиси оргазмичко чувство ми текна, миле дека најдобро ќе направи ако почне од најпознатата институција за одбрана на згради и објекти, единицата за брзо распоредување. Таа чавкарска формација, како што е познато, многу успешно ја чува шампитата на Груевски од све, освен од боја, политичкиот нотаријат на ВМРО-вскиот апашанат, штаквартирата на злото, станот на Вели идиотот и други објекти. Прометеј, ЦУМ, Бајшпил, така што јас мислам дека без проблеми може да го одбрани и ГТЦ.
од пресликување во барок, во рококо, во панк или во која и да е носија. Така што, Андрејчо, викни си ја ти ЕБР, не ЕБРД, тоа е друга единица, внимавај, и накриви си ја капата. Втор начин за институционална одбрана на ГТЦ е вон институционалното, односно против институционалното соборување на тоа што се нарекува власт, а во криминалистиката е позната како институција која се вика злосторничко здружување. Ете, тоа е тој пост на Бранко Тричковски. Атанас Вангели пишува колумна за протестите, за шарената револуција и вели: нема револуција на преговарачка маса, но револуционерното време допрва доаѓа. Ете една илустрација. Значи се работи за една голема аналитичка колумна и во дел од неа се вели: во интерес на сите нас е, ако дискутираме за преговорите како шанса првенствено да излеземе од институционалната и општествена заринканост, Заев не може во преговарачка соба да го уапси Груевски или да му ги одземе премиерските мохи. Акцентот отаму не треба да биде ставен само на постигнување компромис, туку пред се на исполнување на договореното. Токму затоа тука е важна онаа умереност и трпеливост, но и мудрото поврзување со сите останати актери, албански лидери какви и да се, нивните се во парламентот, амбасадори и меѓународни организации. Различните општествени групи кои не се вклучени во коалицијата Граѓаните за Македонија и конечно поддржувачите кои ВМРО ДПМН ги губи или е напада ги изгуби. Ваквото размислување би ни помогнало и да сватиме преговорите не се магично стапче кој ќе доноси демократија. Демократијата ќе треба да се гради со години откако ќе падне Груевски. Таа го пишува Атанас Вангели. Одиме со колумна на Сотир Костов, кој очигледно има спротивно мислење од Вангели, особено за шарената револуција, но и за специјалното јавно обвинителство. Колумната на Костов е насловена Адна Усеам Тертолијар, новштина на опозицијата, специјалните и на шарените. Еве, ќе видиме еден дел од таа колумна. Ваквиот метод на постапување на специјалните обвинители од нив прави дрвени филозофи, а бидејќи станува збор за 3 припаднички од женскиот пол, би додал дрвени Марии. Тие всушност по нарачка се пресметуваат со членови и функционери на политичката партија, со министри и премиер, како носители на политички и државни функции, а не со конкретни сторители на пропишани со закон кривични дела. И на крајот за шарените, кои по потреба се и пленумци од најпримитивен вид и најнаселен ков, тие серомашките мислат дека се револуционери. Упорно се представуваат како уметници и филозофи на демократијата, бранители на слободата и борци за човекови права. Добро, ете, нека им биде, ама што правиме со тоа што во пракса им флангранти на дело се фатени како извршуваат кривични дела, како што се нарушување на редот и мирот, загрозување на безбедноста, уништување приватна и државна сопственост, физички напад и така натаму. Тоа е колумната на Сотир Костов и сега пред крај ќе одиме со уште неколку содржини. Една од нив се враќаме малку сега и на социјалните мрежи на Facebook. Роберт Милевски пишува за една изјава на претседателот Иванов за употребата на армијата, за изјава на министерот за одбрана Јолевски и поставува прашање. Зоран Јолевски, министерот за одбрана, вели заканите со кои се соочувала државата биле глобални. Неговиот шеф Иванов вели заканите се од натрешни непријатели со странска помош, а да се седнеа да се договорат може, пошто вака не друго срамота им би сламнели. Одиме со Мирче Јовановски, негова колумна во Утренски весник, кој пишува за бруто националниот приход и квалитетот на животот. Тоа е една подолга, поширока колумна, но еве еден дел кој се однесува на Македонија и регионот. Но ако се споредуваме со земјите од регионот, а особено оние од Европската Унија, нема многу место за задоволство.
Така, например, од поранешните Ју републики најдобро е рангирана Словенија на 20-то место во светот. Хрватска е 23-та, Србија 47-та, а Црна Гора на 55-тото. Во оваа група полошо е рангирана единствено Босна и Херцеговина, која според овој индекс кој го мери квалитетот на животот е на 69-тото место. Испоредбата со другите екс-социјалистички земји не ни оди во прилог. Според критериумите кои ги земаа во предвид СПИ, подобро се живее во Бугарија, Романија, во Албанија и така натаму. Тоа е колумна за бруто националниот приход и за споредбите со соседството. Одиме со уште две содржини до крајот. Една е колумна на Бранко Ѓоргиевски која се однесува на она прашање на чистење на избирачкиот список, која многу често се употребува во јавноста, и Ѓоргиевски вели избирачкиот список се чисти на границата. Од изобилството на законски одредби што ги имаме во државата, една од законот што го регулира пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето е многу значајна за сите преговарања за прочистување на избирачкиот список. Одредбата е прилично куса, јасна и парафразирано гласи: секој оној што има намера превремено да престојува во странство за период од 3 месеци до 1 година или да биде на превремена работа во странство повеќе од 1 година, должен е да го пријави одењето во странство со пополнување соодветен образец. Тоа тука е јасно што мисли Ѓоргиевски и емисијата ќе ја завршиме со еден статус на Владко Василј објавен на Facebook. Владко Василј, Facebook и Twitter активист, познат кај оние кои ги користат социјалните мрежи, вели: НАСА потроши 1 милијарда долари за проект со цел да влезе во орбитата на Јупитер. Смотани, за тие пари можеа и они да се изградат своје Скопје 2014, и да им остане за идните поколенија, ама на кој да му текне. И со овој статус ја завршуваме оваа трета порта, но го завршуваме и ова издание на трета порта, оваа сезона, која со оваа емисија задржува, бидејќи почнуваат летните одмори. Емисијата се враќа во програмата на јасен, а до тогаш вие, почитувани гледачи, сето она што се случува без трета порта, следете го сами на социјалните мрежи, а ние повторно ќе се вратиме и ќе ви помогнеме. Сето тоа ќе го сумираме и ќе го ставиме на едно место. Вие до тогаш не го заборавајте и мотото на трета порта, бидејќи тоа е нешто што е многу важно и што сакаме да продолжиме да го практикуваме и во иднина, а тоа е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Во текот на паузата, на летната пауза за емисиите, следете ја програмата на 24 вести, бидејќи телевизијата ќе остане важен канал за информирање за сите актуелни случувања, но и за анализи, за сето она што го слушате, за уште подобро да се изгради сликата за реалноста која не обкружува. Почитуване, останете со добро здравје и следете ја 24 вести.